подготвувајќи ја оваа вечерашна проповед, гледам дека вечерва еве отпочнуваме, како што прочита Борјан, со второто послание на апостол Павле до Тимотеј. И кога ќе се навратам наназад, ги разгледувавме првото послание, го разгледувавме Тит, на тие почетоци пред можеби 2 години, кажав дека полека ќе ги разгледаме овие пасторални посланија. Кажав дека ќе ги видиме во еден хронолошки ред, не онака како што се дадени, нели, во Библијата канонски, како прво, второ и Тит. Кажав многу пати од една единствена причина, да може да имате, би рекол вака, поразбирливо или потечно што она се случува, бидејќи кога се разгледуваат во нехронолошки ред, се случува да се доведуваме до определени забуни, како некои нешто станале пред, како некои нешто станале наназад. И јас се надевам дека вака е многу поразбирливо и вака има еден би рекол, еден тек. Можеби овој почеток ја и минатиот пат го завршивме посланието на апостол Павле до Тит, со повторно со еден кус, би рекол, текст и тие заклучни зборови од посланието до Тит, поздравни и заклучни зборови, обично секој пат се 1 до 2 стиха. Така и оваа вечер размислував многу дали да останам на овие 2 стиха, дали да ги ставам во тој еден поширок контекст од 5 стиха. Меѓутоа, секој пат секој има текстот што да ни каже, и оставив овие 2 стиха да ги разгледаме оваа вечер, да ги протолкуваме и да се поучиме што тоа овие стихови нас ни говорат денеска, во денешно време, и што представувале овие стихови за тогаш и таму за први век. Само мало подсетување ќе направам дека апостол Павле, како што видовме во овие 3 писма, овие 3 посланија, кои се можеби и си одвојуваат како пасторални посланија, рековме бидејќи се пишувани и се единствени такви 3 писма со се Филемон. Јас реков кој ќе го завршиме ова, додека сме тука ќе го разгледаме и Филемон. Тоа се писма кои што апостол Павле ги праќа лично до луѓе во однос на сите други кои што се упатени до црковни заедништва. Може да се каже дека во однос на прво Тимотеј и Тит, кои што се пишувани помеѓу, обично велиме помеѓу 2 затвора на апостол Павле, но многу е важно да напоменеме дека ова второ послание на апостол Павле до Тимотеј, ќе видиме ние низ целиот текст, низ целото писмо, дека апостол Павле на вистина е во една тешка состојба. Ова писмо е пишувано, нели, од некој од многуте римски затвори, наспроти првото и Тит, кои што се пишувани некаде од тоа време или во таа област што ја нарекуваме на тогашна Македонија. Разликата е многу голема уште во однос, ако тоа биле пишувани 60-та, 61-та или 62-та прво и Тит. Важно е да напоменеме дека некаде после 4-5 години почнуваат големите прогони од страна на Нерон, на христијаните, кои иако се одминати многу години од тогаш, многу векови од тогаш, човек кој ќе се задлабочи во овој текст и она што се случувало на христијаните, навистина го доведува човек до вознемиреност. И ова го говорам бидејќи ова последно обраќање на апостол Павле до неговото возљубено чедо, до Тимотеј, е пишувано, како што реков, од затвор некаде, можеби на крајот на 66-та, 67-та година. Ние како ќе го разгледуваме, ќе видиме од самиот текст на апостол Павле, кој
е многу очигледен и многу е свесен за неговата состојба. Римските затвори, говорев и во изминатиот период, тоа се навистина, не знам кој е правиот збор за нешто кое што се граничи со нечовечноста. И сето она кое што го правил Нерон во контекст на гонене на христијаните во први век, исто така до ден денеска не може да се разбере со еден здрав разум. Не само што ги фрлале на гладни зверови и животни, не само малку подоцна го пали целиот град. Самите христијани биле користени како бакли. Самите христијани биле користени и биле палени за да ги осветлуваат нивните, би рекол таму, собири и забави. Многу христијани им биле облекувани најразлични кожи од животни и биле повторно фрлање и сето тоа било една слика која што сакам да дадам еден контекст кој што апостол Павле веламе во многу тешки услови, затворен е во некаков римски затвор кој што апсолутно не можеме ни да замислиме. Ненормални, би рекол, услови за тоа време. Згора на тоа оковане во синџири. Ке видиме во ова писмо, во идните проповеди, во каква е неговата состојба и покрај сето тоа што го знае, и покрај сето тоа што е свесен што го очекува, нема никакви други контакти како што тоа го имаше, кога го имаше домашниот притвор или куќниот затвор. И во такви едни услови он пишува едно вакво писмо кој многумина го нарекуваат едно од најемотивните писма на апостол Павле. И тоа е вистина, ја ви препорачувам, ако вака ве држи сеќавањето што разгледувавме од прво Тимотеј и што е Тит, да го прочитате што се вели вака во еден здив. И покрај таквата, повторно ќе кажам, состојба, апостол Павле е полн со љубов. Апостол Павле за сето тоа што се случува во тој контекст од страната на Нерон да ги гони христијаните, останува многу цврст, останува многу посветен, би рекол, во верата до својот последен ден. И интересното е што ваквите луѓе даваат еден поттик за нас денес кој не можеме да се споредиме со ништо апсолутно ни во најмал детал со апостол Павле и во времето во кое што сведочи. Осамен е во затворот и го пишува ова писмо, пак ќе кажам, ќе видиме во тек на проучувањето. Нема луѓе, како што вели, нема посетители од едноставна причина од страф. Било кој што ќе дојде да го посети, било кој што ќе има било каков контакт со апостол Павле, ќе биде екзекутиран. И навистина кога би можеле да се пренесеме во ваков еден контекст, кога за момент би сочувствувале со сето ова кое што го претрпел апостол Павле, навистина е вознемирувачко од една страна, од друга страна велам што ние денеска како христијани правиме во однос на овие луѓе кои што ни оставиле едно вакво, би рекол, живо наследство. Во ова писмо апостол Павле, имајќи го ова се во предвид, наоѓа многу зборови кои ќе видиме кои што се поттикнувачки зборови, наоѓа многу зборови на благодарност кои што ги упатува, наоѓа многу зборови да упати на совети, меѓутоа ќе видиме има повеќе од 25 заповеди. Во такви едни услови, во такви едни обстојателства, значи единственото нешто кое што го има и за кое што живее апостол Павле, тоа е верата во Господ Исус Христос. И размислувајќи, како што реков, само да ги разгледаме овие два стиха кои што за мене има еден контекст кој што сакам оваа вечер да
да го споделам со вас. Интересното е кога ќе ве погледнам вака сите овдека, сите имате најразлични професии. И овдека може да видам дека таму има еден банкар, па имаме архитекта, па инженер, па музичар, па машинец, па музичар, математичар. И ова сето го говорам бидејќи сите ние на своите работни места, таму каде што работиме, секој пат имаме некаква определена цел. Ако минатиот пат се послужи со еден личен пример од времето и реков од спортот, од фудбалот, овие денови повторно е актуелен. Интересното е дека таму ако има 11, да речеме, играчи, многу пати се смееме, трчаат како луди по една топка, меѓутоа секој си има своја определена улога. И таа своја определена улога не може туку така да му текне, ако говориме за фудбалерите, некој ако е бек, утекне играта да игра лево крило. Тоа не може да се случи. Предпоставувам, за многумина од вас таму каде што работите, вашата улога на работа не можете да ја менувате секојдневно. Не можете да ја менувате, не би рекол, ни многу често, ако за тоа немате некаква предиспозиција, ако за тоа некој раководен тим, ако може така да кажам, не ве предназначи. И идејата го говорам сето ова, бидејќи ова што го отпочнува апостол Павле, и јас оваа моја вечерашна проповед ја насловив како целта на Божиот повик, и сакам сето ова што го говорам како еден вовед за вашите професии, за вашата улога таму каде што работите, дека ние како христијани исто така имаме свои позиции. И сакам оваа вечер да говорам токму за тоа, и не случајно така ја насловив оваа моја вечерашна беседа, целта на Божиот повик. Интересното е што само 2 стиха, меѓутоа апостол Павле вели: Павле, апостол на Исус Христа, по волја Божја, според ветениот живот во Христа Исуса. Најразлични се преводите и најразлично е формулирана самата структура на реченицата, но на еден современ јазик би значило од прилика вака: од Павле, апостол на Исуса Христа, кој по Божја волја проповеда за животот што Бог го вети преку верата исклучиво само во Исуса Христа. Многу е различно во однос на денешните, ние се помалку денеска пишуваме писма, за жал, но пишуваме електронски писма и обично кога пишуваме, ваквата структура на писмото не е како што е овдека или во сите, би рекол, 3-14 писма на апостол Павле, каде што веднаш пишува и веднаш во првиот збор кажува кој е авторот, кој е тој кој што го испраќа писмото. Денеска е малку поразлично, авторот се пишува најна крајот, последен, и тога се поздравите. И веднаш после авторството, ова писмо дека е од апостол Павле, вели дека е апостол од Павле, кој што е апостол, вели, на Исуса Христа. Верувам дека веќе и како заедништво, убеден сум дека многу добро знаете што представува апостол. Многу сме говореле за самата дефиниција за апостол, за гласник, за пратеник, за некој кој што е нарачан од неколу, за да исполни или да однесе, би рекол, некакво послание, некакво писмо, некакво известување. Интересното е само да напомнам дека во контекст, библиски контекст, дека апостолството се користи во 2 контекста. Едниот е овој каде што велиме дека се назначува некој од официјално лице, службено лице, за да може да го представува некаде, како што овде сам апостол Павле се декларира.
и има едно принципиелно однесување за секој еден испратен, кој што може да е испратен од било кого. Иначе многу може би е интересно, нели, да се знае дека во овој контекст, кога е пишувано сето ова, обично многу често ги користеле, нели, бидејќи најразвиен бил поморскиот пат, и тогаш обично адмиралите кои што биле од царот препорачани, па ги рачунале или имале една ваква апостолска, би рекол, улога. Вели Павле, апостол на Исуса Христа, кој по Божја волја проповеда за животот што Бог го ветил во вера во Исуса Христа. Многу е важно што апостол Павле, особено во овие посланија или во овие пасторални што ги разгледувавме, секаде отпочнува и вели дека е апостол и дека е апостол на Исуса Христа. Дури е многу интересно да се каже дека можеби Павле е единствениот кој што има апостолска улога, би рекол, директно од Господ Исус Христос. Ако се сетите, нели, за патот на апостол Павле, за средбата, ако се сеќавате дека е еден од најголемите гонители на христијаните и каква е таа негова средба со ослепувањето, и затоа велам дека можеби е единствен кој што има некаква директна апостолска, би рекол, улога. Многу е важно што апостол Павле и овде кога го напомнува тоа дека тој не е, би рекле, свој на еден начин. Апостол Павле насекаде истакнува после таа средба од еден гонител на христијаните, сега станува еден од најголемите евангелизатори, ако може да кажам, или еден од најголемите луѓе кои што го шири евангелието, и тоа во вакви едни тешки услови. Еден многу би рекол интересен човек по сето она што го откриваме од Библијата како негов карактер, многу повеќе како негов живот, како она што вистински го проживеал за верата. Од тука можеме да видиме дека од Павле, апостол на Исуса Христа, кој што е по Божјата волја, апостол Павле вели и во сите останати две посланија кога говорев, многу јасно се гледа дека апостол Павле вели дека е предаден на Господ Исус Христос. Апостол Павле многу отворено, многу експлицитно кажува дека неговата улога, дека неговиот живот не е негов живот. И од тука ми се поставува едно прашање, ако ние и говоревме за она случка на Исус со Никодим, кога му вели, нели, кој е христијанин, дека само оние кои што се родени од озгора, или родените од озгора, или наново родените, тие се оние кои што се вистинските христијани. Ако одиме во еден таков контекст, се прашувам дали сите ние кои што сме наново родени и сите ние овдека кои што сме делови од ова црковно заедништво, наречено Добра вест, дали ние сме целосно предадени на Господ Исус Христос. Дали ние се што работиме во нашиот живот, дали се што размислуваме, ние ќе видиме подоцна, дали сите наши планови се предадени и велиме Господи, нели, употребиме за делото. Ова го говорам бидејќи апостол Павле е 100% предаден човек на верата. Апостол Павле од сето ова што сме го разгледале, од сето она што пишува за него, и овдека на самиот почеток, не заборавајте од какви услови го пишува ова писмо, и првиот збор кој што го истакнува, вели дека
најгрубо речено дека е роб на Исуса Христа. Робови ли сме ние на Исуса Христа? Имаме ли една и единствена цел во нашиот живот, како христијани, се што мислиме, се што правиме, да може да го представуваме доследно Исус Христос. Во ваков еден контекст, во 1 Коринтијаните 6:19, исто апостол Павле ќе рече вака: или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ви е даден од Бога, и дека не припаѓате сами на себе си. Во 2 Коринтијаните 5:15 ќе рече: а Христос умре за сите, та живите да живеат не веќе за себе си, а за оној кој умре за нив и кој воскресна за нив. Во Тит 2 глава 14 стих вели: кој се даде сами од себе си за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Апостол Павле не само овдека вели: јас ке ве подсетам и сите заедно да се подсетиме дека сме платени со многу скапоцена цена. Нашата цена многу пати, имаше и такви примери, луѓе се обидувале да пресметаат. Невозможно е да се пресмета цената со која што сме платени и купени. Бидејќи ова современо општество, сето она кое што како некаков таргет или како нешто со кое што може да се истакне некаква многу скапоцена, што и да е некаква скапоценост, секој пат тоа се пресметува во некакви пари. Секој пат не тоа се пресметува со некакво злато. Никој пат за ништо не е пресметано во однос на некој да си го даде животот за определено нешто. А камоли човек да си го даде собствениот живот за некој друг. Таква е цената. Тоа говори апостол Павле на самиот почеток. Од условите се многу важни, да не ви избегаат од глава од каде го пишува сето ова, со колку скапоцена цена сме платени сите ние. И во 1 Коринтијаните 6:20 вели: скапо сте купени, затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божи. Многу текст има во Библијата, каде што многу јасно ни се кажува ова што го разбрал и го осознал апостол Павле. Се прашувам дали сите ние го осознаваме. Дали сите ние разбираме дека сме скапо платени. Дали разбираме дека не сме своји, дека сме купени скапо, припаѓаме на некој. Животот, здивот секојдневен го должиме на некој друг, тој некој друг е Господ Исус Христос. Од ваков еден контекст, овој прв стих вели: Исус Христос по волја Божја според ветениот живот во Христа Исуса. За мене реков дека оваа вечер ова е најважниот фрагмент од овие два стиха. Од тука кажав дека насловот кој што ја наслови вечерашната беседа е целта на Божиот повик. И сакам да кажам дека апостол Павле вели овдека не само што е роб на Исуса Христа, не само што животот што го има е посветен на Исуса Христа, него ја кажува преку неговиот повик, така отпочнав дека сите вие имате некаква позиција таму каде што работите. И ако се навратам повторно на она што ви го реков, дека сите ние, сум убеден и верувам дека сме на новородени од озгора, и верувам дека сме вистински христијани, со самото тоа во нашето заедништво, во црква Добра вест, имате определена позиција.
ако на апостол Павле повикот е апостол, со самото доаѓање во црковното заедништво, вие имате најразлични позиции. Овде гледам една позиција на гитариста, овде гледам една позиција на пеач, водач на слајање, таму гледам благајник, нели, евангелизатор. Не може да бидете дел од црквено заедништво. Не може да бидете вистински на новородени од озгора, без да имате позиција во црквата. Позицијата, затоа реков ова, за мене е многу, многу суштинско оваа вечер. Ако на апостол Павле позицијата е како што вели апостол на Исуса Христа, јас овдека кажав неколку позиции, вклучувајќи се и мене. Интересното е што кога имате позиција, затоа го дадов примерот од вашите работни организации. Со оваа позиција во црковното заедништво, секоја не постои, би рекол, ајде вака, не постои позиција која што нема план и нема своја цел. Ако сакате, може да ги разгледувате вашите светски работни места, вашата позиција со сигурност имате план и со сигурност исполнувате некаква цел. Ова го зборам за да бидам што е можно подобро разбран. Како луѓе кои што се вистински на новородени, како луѓе кои што му припаѓаме на Господ Исус Христос, негово власништво, ние имаме, секој од нас, како што реков, најразлични позиции овдека во црквата, но секоја позиција има свој план. Апостол Павле вели дека неговата позиција од апостол, вели дека е апостол на Исуса Христа по Божја волја. Планот на неговиот повик, она што апостол Павле го работи, секој пат е врзан со Божјата волја. Сите ние, без разлика која позиција имаме во црква Добра вест, сите ние имаме план за таа позиција. И многу е важно, и многу е добро, планот во црковното заедништво е да ја спознаеме Божјата волја и да ги исполнуваме Божјите заповеди. Апостол Павле многу добро ја разбрал суштината на вистински на новородените. Сите ние, јас сум рекол, не е идејата да доваѓаме во црквата, има и такви луѓе кои што си доваѓаат како посетители, има луѓе кои што доваѓаат поради забава, има луѓе кои што доваѓаат како на театар. Меѓутоа, јас секој пат говорам во контекст на вистински на новородените, на оние кои што ја разбрале суштината, поверувале без некој да ги тера на никаква сила, и во таква една позиција како што набројав, Божјата волја без разлика каква улога играме и каква позиција имаме во црквата, и Бојана кој е водач на славењето треба да ја знае Божјата волја што представува и како се води. Дали лиде што свири гитара, треба да ја знае Божјата волја зошто и што бара Бог во една таква состојба. Дали Викторија што евангелизираат, зошто го прават и зошто ја има таа позиција. И апостол Павле продолжува, неговата цел, би рекол, е кулминација на ова што го збори. Вели да се проповеда за животот што Бог го ветил преку Исуса Христа. Тоа е целта на апостол Павле. Ако позицијата и повикот е апостол, ако планот на неговиот повик е Божјата волја, целта е, вели, да се проповеда за животот што Бог го ветил преку Исуса Христа. И тоа не е обичен живот. Апостол Павле вели овдека во првата реченица. Животот за
говори за вечниот живот. И тоа го говоревме во Тит. Не за било каков живот. Говориме за вечен живот кој бил ветен во Тит 1:2, така почнувавме уште на почетокот на создавањето на светот. И до некаде би се надоврзал, можам да го разберам, апостол Павле, колку и да се трудам, да бидете во едни такви околности, како што е бил, да може да се пренесете, да имате навистина едно такво сочувствително срце. Единствено ваквиот мотив, единствено ваквата една цел може да те поттикне, да може да почнеш да пишуваш едно вакво писмо со еден ваков почеток. Ништо друго. Јас се прашувам, имали сите ние многу често сме говореле дека имаме тешкотии. Нема човек кој што нема тешкотии. Единственото нешто, пошто се разликуваме, се различните наши тешкотии. Меѓутоа, никој од нас не верувам дека бил во една ваква состојба од каде што пишува апостол Павле. И се запрашувам, нели, од каде таква една сила? Што е тоа што те мотивира да може да отпочнеш едно вакво писмо, да пишуваш, и ќе видиме вториот стих, од едни такви услови да може да размислуваш и да мислиш за некој друг, за неговото возлюбено чедо. Не мисли за себе. Ние ќе видиме, апостол Павле е свесен дека ова му е крајот на неговиот живот. Да сте соочени со крајот на собствениот живот, да бидам искрен и честен со вас, не верувам дека ќе мислам на некој друг. Така сметам сега, не знам. Не можам ни да си замислам да бидам во едни вакви услови, па од друга страна, ова сето што го говорам ми дава некакво објаснување што прави верата, што прави Духот во нас, да може не само да ги издржиме, да бидеме над околностите, но целта е многу важна за секој еден од нас. Затоа реков, целта на Божиот повик. И го разбираме ли Божиот повик? Разбираме ли која е нашата крајна цел, која е нашата крајна дестинација, бидејќи, реков на почетокот, времето е интересна категорија. Порано или подоцна ќе си заминеме од овој свет, ќе се подсеќаме, меѓутоа, нели, овдека до Јоле, џаџа мија нема жане. Веруваме дека е, нели, на подобро место. Никој не се надева. Никој, еднашка говорев, никој не добил покана. Никој пат не е известен кога ќе замине од овој свет. Каква е, се враќам, нашата цел? Треба да го имаме ова што ни го кажува апостол Павле. Вториот стих вели, до кого сето ова го упатува? До кого сиве, овие би рекол, поттикнувачки, ако може да кажам, охрабрувачки зборови. Ги упатува до Тимотеј, возлюбеното чедо, благодат, милост, мир од Бога Отецот и од Христа Исуса, нашиот Господ. И на почетокот реков како овие два стиха, некој ќе рече одат таму може би до 5 или до 6 или до 7. И поздравни зборови, апостол Павле авторот, поздрав до Тимотеј, и ќе ги едноставно не можам да ги претрчам, би рекол. Мислам дека целта на Божиот повик е многу од суштинско значење. И ова писмо, повторно се враќам, од едни такви услови, како што реков, апостол Павле мисли за неговиот ученик. Апостол Павле мисли, ние ќе видиме дека
И говоревме дека Тимотеј, дека апостол Павле му е како духовен родител. И многу често говориме дека сите оние кои што Бог ги употребил за луѓе, да ги допрат нивните срца и ги довеле до Бога, имаат обврска сите ние да се грижиме постојано, до крајот на нашиот живот, да покажуваме една грижа, како што покажува апостол Павле и не само апостол Павле. Без разлика на околностите. Ние ќе видиме, пак ќе кажам, загрижене за Тимотеј. Постојано мисли на Тимотеј. И ова писмо што го пишува од едни вакви услови, го пишува, вели, до моето возлюбено чедо. Чедо или нели вели на други места, мојот вистински син. И повторно ми се поставува прашањето, имаме ли ваков однос едни кон други? Се чувствуваме ли, како што вели, возлюбени, чеда едни со други? Несватливо е поинаку да гледаме едни на други. Несватливо е поинакви чувства, би рекол, да имаме, поинаква желба, без разлика на околностите, без разлика кој ништо поминува. Имаме ли таков еден однос, загрижен, вистински, еден за друг? Минатиот пат говорев дека сите ние како тело Христово можеме да си помагаме едни на други, бидејќи сме различни органи. И многу е интересно во тој медицински контекст, може би сум кажувал дека нема орган во човековото тело кој што работи самиот за себе. Нема таков орган. Секој орган работи за некој друг орган. И вели, благодат, милост, мир, Бог Отецот и од Христа Исуса, нашиот Господ. Со овие три преубави, би рекол, како што реков, нарекуваат, ова е можеби едно од најемотивните посланија на апостол Павле. Вели, чедо, говори за благодат, говори за милост, за мир. Атрибутите кога говорев, ако се сеќавате, од што е Бог поттикнат за да го прави тоа што го прави. Љубовта, рековме, милоста, сочувството, тие се трите карактеристики Божји кои што ние како Божји деца треба во нашиот живот, како што милувам да кажам, на трансформација, се повеќе и повеќе да ги придобиваме. Благодата, вели, почнува со благодата. Треба да ја имаме благодата во предвид, бидејќи многу често се забораваме, бидејќи во таа наша трансформација, во она што Бог може да направи од секој еден од нас. Може да говорам за себе си, нели? Многу често говорам и сум говорил, не сакам да заборавам каде Бог ме најде и како Бог ме трансформира. Меѓутоа, некој пат се забораваме. И овдека затоа апостол Павле му говори на Тимотеј, токму почнува со благодата. Благодата е таа која што ме подсетува дека и да има некаква промена, и да има нешто добро во мене. Тоа е направено не дека јас сум го заслужил, не дека јас сум нешто многу успешен, не дека сум направил не знам што. Тоа е поради Бог. Тоа е таа благодат која треба да ја имаме секој пат пред нас и да се подсетуваме, што велам, да не застраниме дека ние сме некој и нешто. Ние сме само инструменти во раците на Бог и многу често велам и се молиме да останеме така. Бог да не трансформира, но да не искористува. Тоа е тој, да бидеме расположливи, да бидеме меки, да бидеме негови инструменти во раците. И апостол Павле второто нешто вели милоста. Милоста е таа која што повторно не штити во овој контекст да не западнам во некаква горделивост.
да не западнам во нешто, повторно ќе кажам, ќе говорам за себе си, но многу често знаеме да западнеме дека како мене нема. Не е вистина. Треба да останеме приземни и да имаме во предвид оваа милост која што кажав е еден од атрибутите на Бог и завршува, вели, со мирот. Мирот од Бог Отецот и од Христа Исуса нашиот Господ, кој што не уверува и кој што постојано, мирот е тој кој што би рекол како еден контролор, што е она што се случува и покрај сите нешта кои што ги правиме и покрај се Бог не трансформира. Нема човек кој што се предал во рацете на Бог, а Бог да не извршил трансформација. Нема човек кој што се предал на Бог, а да Бог не го извадил од местото каде што го нашол на повисоко место. Мирот и овој контекст кој што го збори апостол Павле, благодата, милоста, мирот е тој повторно кој што е некој репер и не држи на земја и мирот е тој кој што ни покажува дека кој всушност ја прави таа трансформација во нашиот живот. Кој всушност е заслужен за сето она, пак ќе речем, ако има и малку добро, ако има и мала промена ка секој еден од нас, а невозможно е да нема промената. Многу велат, нели, па е можеби круто и вулгарно, меѓутоа таму каде што нема промена, прашање е колку е предаден човекот на Бог. Невозможно е да се предадете на Бог, а да немате промена. Завршувам со тоа. Посакувам да имате благословена седмица. Посакувам да ја размислувате оваа седмица на целта, како што насловив, на Божиот повик. Мислите за вашата улога во добра вест. Размислувајте за вашиот повик. Размислувајте што е Божијата волја на вашиот повик и мислете која е целта. Амин.